Благодарам. Благодарам. Поздрав до сите. Добро вечер. Драго ми е, мило ми е, мерак ми е што можам да бидам во Велес. Браќа и сестри, ние вечерва, а не само вечерва, туку и овие денови, овие месеци, па ако сакате и овие години, ги водиме битките, ги водиме политичките борби кои што се поврзани со македонските работи. И тоа го правиме во Скопје, тоа го правиме во Битола, тоа го правиме во Прилеп, во Тетово, во Штип, во Струмица, тоа го правиме и тука во Велес. Затоа што нас не има секаде, каде што чука срцето на Македонија. А тука, во Велес, во центарот и во срцето на Македонија, силно чука срцето на Македонија. И затоа, браќа и сестри, и овде, тука, на ова место, дали е плоштад, дали е раскрсница, дали е кружен тек, се едно. На ова место е всушност македонскиот 19, македонскиот 20 и македонскиот 21 век. Ние сме тука да ги одбраниме идеалите на револуционерите кои што го кренаа Илинден. Ние сме тука да ги одбраниме идеалите на македонските партизани и антифашистички борци кои што со скапоцени 24.000 загинати ја извојуваа победата и слободата на Македонија во Втората светска војна. И тука на овој плоштад е оваа символика која што ја гледаме и чувствуваме. Тука се гемиджиите и онаа генерација на илинденци, но тука со нас, со својот дух, но и со својот споменик и паметник е велешанецот Коста Солев Апостолов Рацин, нашиот Сакан Кочо Рацин. И тука сме ние, синовите и внуците и внуките на Македонија. И затоа не се откажуваме. Нема предавање, браќи и сестри. Затоа што да, знам дека е темно, знам дека е темница и знам дека сите заеднички не тиштат овие работи кои што и тоа како ги чувствуваме. Но не заборавајте дека идејата која што почна во 1893 година почна од 6 луѓе. Само од 6 луѓе. Не заборавајте дека епопејата во народно-ослободителната борба почна една ноќ на 11. октомври 1941 од еден одред во Прилеп и еден одред во Куманово. Денес околностите се поинакви. Денес политички се бориме, но колку сме, толку сме, токму сме. Ние не се откажуваме самите од себе, ние никогаш нема да се откажеме самите од себе и затоа нашето несогласување со политиките на Зоран Заев и неговата влада секој ден ќе ги искажуваме. Тоа го правиме низ цела Македонија, тоа го правиме и тука, достоинствено во Велес. Драги браќа и сестри, ви благодарам што оваа студена и темна декемвриска ноќ ја направивме макар малку потопло. Ви благодарам што оваа декемвриска темница со нашето достоинство, со нашата љубов кон Македонија ја навестуваме македонската пролет и македонската зора која што ќе изгрее. Затоа што не играме на домашен терен, затоа што нашата љубов е голема, нашата посветеност е голема, нашето достоинство е големо и нашето паметење исто така е големо. Затоа Македонија победила многумина, Македонија ќе го победи и Зоран Заев. И
ке дојде времето за тоа, браќи и сестри. Ке дојде времето и за неговата оставка, ке дојде време и за неговото заминување, ке дојде време кога повторно на овој плоштад со вашите знамиња, со вашите мајци, со нашите македонски прекрасни песни ке излеземе да прославиме. Од срце ве поздравувам, браќи и сестри, ке се врати во Велес радоста, ке изгрее сонцето на слободата. Македонија победува. Темно е, но доаѓа зората и доаѓа подобро време. Ви благодарам. И да, браќи и сестри, да, пишано е секогаш и секоја генерација наша преку потрести, протести, преку кауза, преку активизам и залагање да ги извојува политичките победи. Така беше и во 90-тите години, 95-та година, браќи и сестри, немавме ни еден пратеник. 0, 0. Дојде победоносната 98 година. Браќи и сестри, 2005 година имавме 5 пратеници, но дојде победоносната 2006 година. Е сега, во ова 2020 година, кога е тешко, кога Зоран Заев ги гони луѓето што силно сакаат Македонија и кога повторно имаме процеси судени за Македонија, ние ја најавуваме нашата нова победа. Затоа што борбата за Македонија никогаш не запира. Вие сте на вистинската страна, ние сме приврзани кон нашата кауза и затоа силно порачуваме. Да живее Македонија, да живее Македонија, да живее Македонија. Нека е вечна, слободна и независна. Ви благодарам од срце.